Дали знаете дека постои научен доказ, поточно доказ од генетиката, дека сите луѓе на планетава потекнуваат од еден маж и од една жена? Ке се изненадите како им ги дале имињата на овие двајца луѓе. Научниот Адам и научната Ева. Или во литературата можете да ги најдете и како Y хромозомал Адам и mitochondrial Eve, на англиски ако ги гуглате. Зошто се именувани така? Точно од таму доаѓа и доказот. Имено, покажано е дека сите мажи на планетата содржат еден ист Y хромозом. Нормално не идентичен, бидејќи има многу мутации, варијации на Y хромозомот, но во основа тој е идентичен. Зошто е важно? Затоа што Y хромозомот се пренесува директно од таткото преку сперматозоидот кај синот, ако семејството има син, и тој истиот не се рекомбинира, бидејќи жената нема Y хромозом. Од друга страна пак, жената, која што е дарител на јајцеклетката при оплодување, само од нејзе се пренесува митохондријата, која што има митохондриска засебна ДНК молекула. И таа е различна од јадрената молекула. И оваа митохондриска ДНК е идентична кај сите луѓе на планетава, нормално повторно не идентична буквално, туку во основа иста со мали мутации и варијации заради текот на времето. Што значи дека митохондриската ДНК се пренесува исклучиво од мајката кај децата и тоа е доказ дека сите ние потекнуваме од една заедничка прамајка или прабаба, како сакате наречете, која што во научните кругови се нарекува митохондриската Ева. Сега, тука има малце поделени мислења кај научниците. Оние научници кои што веруваат дека Бог ги создал луѓето, дека Бог ги создал на почетокот Адам и Ева, ова научно откритие совршено се поклопува со нивната верба. Нормално ова нема да го прифатат еволуционистите, оние што ја поддржуваат Дарвиновата еволуција, бидејќи тоа малце не им штима у нивниот светоглед на размислување, па затоа тие ќе речат да, но не постоеле само еден Адам и само една Ева, само еден маж и само една Ева, туку постоеле многу стотини, илјадници можеби мажи и жени, но сите мажи потекнуваат само од еден маж, додека другите мажи, нивните поколенија завршиле во слепа улица, или немале деца, или раѓале само женски деца, нивните внуци, правнуци. Истото и со жените, дека сите други жени не успеале нивното потомство да се зачува до ден денес, и затоа немаме митохондриска ДНК од другите жени. Сега, кој има тука поголема вера, е моето прашање. Дали оние што веруваат дека имало на почетокот двајца луѓе и затоа денеска ние сите имаме Y хромозомот на тој научен Адам и митохондриската ДНК на таа научна Ева, ајде така ќе ги именувам, нели, споредно, бидејќи за наука збориме, или оние кои што веруваат во таа неверојатна случајност дека од сите мажи само еден успеал да направи долготрајно потомство и од сите жени само една жена успеала во истото. Што е со другите мистериозни мажи и мистериозни жени? Тие не се размножувале, не се оплодувале, не успеале потомство да направат? Само баба ми имале по 5-6 деца, порано многу повеќе правеле деца. Сега некој ќе рече, ама да, знаеш, имало војни, па гинеле, геноциди. Не е точно. Историјата на племенските заедници покажува дека кога едно племе војувало со друго племе, машките деца ги убивале или заробувале како робови, а жените ги силувале. Така што уште повеќе имало трансмисија на гени и размножување меѓу различни видови на луѓе, племенски заедници, така натаму. Така што повторно ќе го поставам истото прашање. Кој има поголема вера? Дали они што веруваат во очигледниот научен доказ дека сите потекнуваме од еден маж и од една жена, или оние што веруваат во таа огромна случајност и мистериозно исчезнување на сите потомството на сите мажи и сите жени од кои што обстоеле само од два пара? Извинете, јас немам доволно вера за да верувам во ова и повеќе верувам на објективната, непристрасна, неидеолошка наука која не задзема идеолошка страна и го кажува тоа што го кажува. Ви благодарам.